Во дигиталната судница во затворот Идризово во Скопје денеска започна судењето за трагедијата во кочанската дискотека Пулс, која се случи на 16 март годинава. Во големиот пожар загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Поради ова, на обвинителната клупа се најдоа вкупно 38 обвинити, односно 35 физички лица и 3 фирми, а обвинението ќе го застапуваат 15 обвинители. Присутни на првото рочиште беа и најблиските на сите 63 жртви кои го загубија животот во несреќата, како и ограничен број на новинарски екипи. На самиот почеток судиката на овој процес, Дијана Груевска-Илиевска, порача: Не можеме да ви гарантираме брзина, не можеме да ви гарантираме дека ќе го форсираме и ќе го правиме, затоа што секоја брзање може да се направи грешка, што потоа може да биде и да се влече цело време и да испадне и да пропадне предметот. Меѓутоа, се што може да се непречено одвива овој процес онака како што треба. Колку ќе трае во овој момент, никој не знае, дали ќе трае 5 месеци, 5 години и така натаму, сега да не испадне јас прејудицирам или нешто, меѓутоа, буквално никој тоа не може да го знае. Јас уште еднаш само апелирам и барам од сите дисциплина. Откако обвинителството најави интегриран текст на обвинението по спојувањето на постапката на главниот предмет со обвинението за газдата на Рубикон, бранителите на поголемиот број од обвинетите за пожарот во дискотеката Пулс побараа да се одложи денешната расправа, но судот не го прифати. Застапникот на обвинението детално опиша што се случувало и зошто дошло до невидената трагедија. Димензијата на оваа трагедија и зошто последиците беа толку различни се огледаат во неколку клучни фактори присутни од самото отворање на дискотеката. Градените градични материјали на своја рака од обвинетиот Дејан Јованов без безбедносна проверка на нивното значење и што истите може да предизвикаат, ќе се покаже како носечна причина за смрт. Сумњивот со кој била обложена плафонската конструкција во дискотеката, уште од незиното отварање во 2012 година бил со исклучително опасни и токсични емисии на гасови, како резултат на согорувањето. Немало доволно излези, не можеле сите да го напуштат објектот и да побегнат, останале само млади животи, пламен и изгубена надеж. Затоа, со ова обвинение тврдиме дека не само активните инкриминирани действија, поврзани со употребата на пиротехниката, туку и континуираните деликти на несторување на обвинетите го причинили криминален резултат, затоа што во самата дискотека имало целосно небезбедни услови, како таква воопшто и не смеела да постои. Најблиските на жртвите се во страф од неправда и бесконечност на процесот, поради што помош побарале и од надвор. Ние, родителите, се осеќаме изманипулирани на еден начин и страхуваме дека нашата ситуација ќе испадне како ласкарци, ќе испадне како автобуса во Бугарија, како модуларна болница, а кога имавме средби со премиеро, 2, и со министерот за внатрешни работи исто така 2, ни беше кажано дека случајот во Кочани е крајно што може да биде и е врх на сите криминали и лоши настани што се дешават во нашата ситуација и мора да се направи еден рез. Пошто ако не се направи тај рез, не треба да не има нас како држава. Сега ова е еден, според нас, со родителите, од најважните испити за државата. Сметаме дека процесот треба да биде опфанат до 16.3, кога се случи пожарот, па на назад. Така да, за кој имаме сознание ние веќе како Сдружение на граѓани, каде што сите родители, претежно 2/3 од родителите и повеќе сме во тоа здружение, поднасаме дописи и преставки до соодветни институции за да се најдат и други. Секако чекаме и обвинителниот акт за полицајците да биде истиот усила донесен до почетокот на декември. До животната кај нас е 20 години за овој дел. Нема до животна. Треба да има. Со 20 години не сметаме дека правдата ќе биде задоволена.
Судењето за Пулс ќе се одвива 2 пати неделно, со однапред утврдена динамика, а на следното рочиште ќе почне произнесувањето на исказите од страна на бранителите на обвинетите по денес изнесеното обвинение.